Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитувани представници на извршната власт. По однос на овој предлог закон, јас ќе кажам само неколку работи, бидејќи овде беа споменати одредени принципи врз основа на кои што се предлагал овој предлог закон и беа споменати принципите на стручност и хуманост. Она што ние можеме да го видиме денес во здравството, особено со скандалот на онкологија, е дека немало ниту стручност, ниту хуманост. На онкологија доминирал принципот за профит. Пациентите биле терани да купуваат лекарства, а истите лекарства, наместо да им бидат дадени, биле препродавани на црниот пазар. И ова е заклучок на Државниот завод за ревизија. Затоа, за да има одговорност, има и презиме. За да нема паушални нагаѓања кој е одговорен, предложивме формирање на анкетна комисија за да се утврди политичката одговорност на тие кои што дозволиле ваков морбиден профит на сметката на здравието и животот на пациентите на онкологија. Се сомневаме дека тоа бил директорот од СДСМ, господинот Васев, и директорот од ДУИ, господинот Нухи. Тие двајца, заедно со една веледрогерија, која што е голем спонзор на Социјалдемократскиот сојуз, веледрогеријата Пановски, чишто собственик има и ќерка директор на клиниките. Наместо да бидат лекари на пациентите од канцер, директорите од ДУИ и СДСМ и собственикот на веледрогеријата Пановски биле канцерот во македонското здравство. Во нивно време не знаеме ни колкава е бројката на пациенти кои што прерано го загубиле животот. Колкава е бројката на луѓе кои што наместо да примат лекарства, купувале лекови, а дел од нивните лекови биле продавани на црниот пазар. Ова е дел од извештаите на Заводот за ревизија кои што вие не сакате да бидат разгледани на оваа собраниска седница. Во собранието поднесовме иницијатива за да се формира анкетна комисија. Кој го попречува формирањето на анкетната комисија за утврдување на одговорноста за морбидниот профит на онкологија? Го попречува Талат Џафери, затоа што не ја става точката на дневен ред, да ја формираме комисијата, го попречува мнозинството од СДСМ и ДУИ, кои што молчат, гласаа за формирање на таква анкетна комисија, не сакаат истата да се формира. Нека се формира анкетната комисија и за кратко време ќе се утврди политичката одговорност за тоа кој правил морбиден профит на онкологија и кој го загрозувал животот и здравието на пациентите и нанесувал дополнителна финансиска тежина на нивните семејства, да не збориме за емотивниот товар кој што им го правил. Затоа сметам дека е хипокризија да збориме за подобрување на одредени закони во здравството, а истовремено да ги затвараме очите пред најголемиот здравствен скандал на кој што некој профитирал, а некој се молел да преживее уште еден ден. Наместо да го добие лекарството кое што му следува, добивал нешто друго, а лекот бил препродаван на црниот пазар. Затоа, да ја формираме анкетната комисија, Талат Џафери нека свика седницата, да изгласаме, да определиме членови, да определиме председателната анкетна комисија, заменик председател и да ги повикаме сите одговорни, министер за здравство, заменик министер, директор медицински, економски директор, премиер, стручни луѓе кои што биле вработени во здравството на оваа тема, овде пред нас да кажат кој ја исполнил својата обврска, кој потфрлил во задачите, кој ги пречекорил своите надлежности и кој дозволил пациенти да умираат само затоа што една веледрогерија и двајца директори решили да прават профит на најтешко болните луѓе во државата. Благодарам.